Токму на овие прашања што ги постави Тијане ќе поразговараме вечерва во вестите со Здравко Јосифовски, председател на Независната угостителска комора. Господин Јосифовски, добро вечер во вестите на телевизија 24. Велите дека трпите штета помеѓу 18 и 22 милиони евра. Владата пак вели дека вие барате од неа да ви го покрие профитот. Што е овдека вистина во целата ситуација и како нови рестриктивни мерки ќе влијаат врз вашата работа? Значи, факт е дека владата ги прифати предлозите на Комисијата за заразни болести и при тоа го скрати работното време, со што селективно пристапи повторно према угостителскиот сектор, наместо да се носат генерални мерки што ги засегаат целото јавно здравје. Донесена е мерка со која што ни е ускратено правото да работиме и да остваруваме приходи. Проблемот што нема да можеме да оствариме приходи ни оддалеку не може да кореспондира дека ние оваа година ќе оствариме некаква добивка, туку најавените побарувања кои што ги преку соопштение са бајлето ги доставивме до владата се однесуваат на приходи кои што ни се неопходни да ги покриеме трошоците на редовното работење, односно трошоците за како што се закупнени амортизации, струја, вода вработени, бидејќи ни оддалеку приходите што ќе ги оствариме со ова ново работно време не може да покријат дел од нив. Доколку не бидат услишани молбите, вие имавте најава и за четврт сет мерки што ги предлагате до владата, што ќе правите, дали останувате на тие мерки и што е всушност спасот од овие рестриктивни мерки? Ние во повеќе наврати ги поздравуваме мерките што ги носи владата и таа 1 милијарда која што е доделена за економијата во Македонија. Меѓутоа упорно укажуваме на владата дека во изминатиот период со исклучок на 1 милион евра кои што се всушност само 0,1% од вкупните мерки кои што ги има донесено владата како поддршка и помош на економијата во Македонија прибавањето на угостителскиот сектор, други мерки немаме добиено. Мерката што се однесува за субвенција за плати, како што напоменавме во неколку пати, не може да користат голем број од угостителите заради проблемите кои што се појавија и условите за користење на истата, така да на некој си начин угостителите како најзагрозената индустрија оставени се сами на себе без можност да користат ништо. Им предложивме на владата и побаравме дури и средба на кој што ќе ги презентираме нашите предлог мерки за посебни мерки наменети за угостителската дејност. Дури побаравме на средбата на која што така наречените 4 комори преку состаноците што ги одржуваат со делот, односно со министерот Битики, да присуствуваме на тие средби и окажеме како посебен сектор што постои во угостителството, ни бидат повозможени правата да покажеме дека треба да се направат посебни мерки, не ни е дозволено. И тие мерки понатаму воопшто не кореспондираат со потребите на угостителите. И што кажете ми за овој разговор, дали сепак до 18 часот во празниците што предстојат ќе работите? Дали ќе работиме? Значи, ние, како што кажавме, ќе респектираме секоја една мерка што ќе ја донесе по предлог на Комисија за заразни болести, што ќе ја донесе и усвои владата, како што и мерката во овој случај, и ќе го прилагодиме нашето работење. Тоа што дел од угостителите нема да може да ги издржат овие мерки, да ги задржат вработените и ќе мора да бидат приморани да извршат рационализација, е резултат на доколку владата не реагира веднаш и брзо да донесе поддршка и помош да може да одржиме оваа индустрија во наредниот период. Доколку тоа се случи, угостителите ќе имаат сериозни проблеми да годината не само што ја завршат неликвидни, него да бидат приморани да затворат, односно да генерираат големи загуби, се со цел да настојуваат да ги одржат работените, односно да го одржат својот бизнес. Господин Јосифовски, ние редовно ја пратиме состојбата во угостителската дејност, ќе ја пратиме понатаму. Ви благодарам за овој разговор и се разбира со секоја нова информација ќе бидете пак гостин во вестите на телевизија 20. Ви благодарам и на вас, бидејќи морам да признам дека благодарение на медиумите вчера и покрај тоа што бевме избркани, сепак бевме примени од страна на Комисијата за заразни болести и поканети од страна на министерот Венко Филипче. Се надевам дека сега благодарение на медиумите ќе успееме заеднички да издействуваме, да со владата, односно со председателот на владата седнеме на маса и по нивните тертипи за работа со пенкало и дискусии и дебати докажеме и покажеме дека угостителите генерираат загуби и дека заслужуваат овој момент на вистина да бидат директно поддржани со посебен сет на мерки вон сите мерки што се донесени во изминатиот период.
Ви благодарам. Тоа беше Здравко Јосифовски, председател на Независната угостителска комора, и ја не уште да кажам дека пред малку пристигна реакција на Туристичко-угостителската комора. Оттаму се согласуваат со ставот на Независната угостителска комора и велат дека сетот мерки што се донесени, односно рестриктивните мерки, се селективни и непрецизни, бидејќи како што велат оттаму не е точно утврдено во мерките за кои угостителски објекти точно се работи, што ќе може да работат до 18 часот, односно ќе не може да работат и подоцна. Тие упорно бараат од Комисијата за заразни болести да ги презентира епидемиолошките анализи со кои ќе се покаже и докаже зошто угостителските објекти се поголема закана од можно ширење на заразата со COVID-19, за разлика од викендиците, како што вела таму, или било кое друго место каде што има поголем собир на луѓе.